ме задржава 5 дена за обвинение дека атентатот на Киро Глигоров го имам направено јас. Тя разказва, че са я измъкнали от къщи, завързали очите и я закарали на неизвестно място, където трябвало да пише. Тя знае какво. И като не напише очакваното, часове на колене или на един крак. Останалото премълчава. Во тој момент дојдува негдека 4-5 особи. Те беа инспектори и почна разговорот. Разговорот траеше кога сум родена, кај сум родена, фамилијата, буквално цела родина, се што ја имам, додека да дојда до оној момент што јас од време на време доаѓам во Бугарија и зашто. И во тој момент кога јас на некој работи, едноставно им кажував дека доаѓам тука во Бугарија, дека имам свој, затоа што баба ми е родена тука во Бугарија, татко ми е роден во Бугарија, имам роднини тука. Тие упорно сакава да дознаат зошто моето доваѓање и што правам јас со Алекса Стоименов, кој доаѓа од Брисел, кој иначе политички емигрант во Белгија, кој има лежено во затвор доста долго за ВМРО и за Македонија. И средбите во Скопје, кога тој доаѓал, зошто биле и кога доаѓал кај нас, што се разговарало, какви се неговите идеи и со кои луѓе се сретнува во Скопје и дека едноставно неговото доаѓање во Македонија е договор што јас едноставно сум го стиснала копчето и дека заедно сме го направиле атентатот. Тие 5 дена бев без јадење, без вода. На моменти кога ќе побара вода, ќе ми донесева една чаша на масата, ќе оставија, кога ќе пружев рака да ја земам. Ќе ми удраа по раката, ќе ми ја земе чашата и ќе речева, кој ти дозволи да пиеш вода? По същото време, разказва Стоименова, и мъжът ти е бил задържан. И кога дојдовме дома, тој беше целиот, кожата му беше пукната. Тоа беше тој денеска раката, кој го имат најверојатно лошо удрено. На левата рака не може да ја крене како што треба. Откако не донесува дома, со колата пред да излеземе, се сврти едниот од тие инспектори, што го имал тепано маж ми. И само со една реченица ние се извинуваме. Не бевте вие криви, меѓутоа, знаете, кога се работи за председателот и за државата, нема респект, нема. И последната реченица им беше: немојте да пробате да се жалите било каде, затоа што крај ќе е со вас.